Има ли корупција во општина Гостивар и дали локалната власт работи транспарентно? Овие прашања го разгореа нетрпението меѓу власта и опозицијата на локално ниво. Во јавноста се покренаа со истражување направено околу перцепцијата на граѓаните за коруптивни дејства. Градоначалникот Арбен Таравари потенцира дека општината има добро рангирање во сузбивањето на корупцијата и дека е транспарентна во работењето. Што сме направиле ние во локална власт, ние генерално трите да речам фактори со кои што може да се влијае колку толку, работевме генерално на превенција на корупција и како тоа го направивме и што направивме, се обидовме да бидеме што потранспарентни и во еден извештај на една невладина организација Гостивар се рангира релативно добро, и второ дигитализација која што оневозможува да има контакт меѓу граѓанинот и институциите, односно различните сектори кои што функционираат во склоп на општината. Политичките опоненти тврдат дека состојбите се поинакви. Председателот на огранокот на ДУИ, Башким Хасани, посочува на скандалозни тендери и нетранспарентно трошење на јавните пари во Гостиварската општина. Че нивели коруптив është rritur në 72%. Dhe ne, sikurse bashkëvendasit tanë, vlerësojmë që kjo... Граѓаните проценуваат дека нивото на корупција во општината е зголемено на 72%, а ние проценуваме дека зголемувањето во последните 3 години. Дека ова е точно покажуваат скандалозни тендери, исплата на пари на фирми за измислени услуги и слично. За рушење на дивоградби, општина Гостивар склучува договор вреден 2.360.000 денари, а на компанијата се исплаќаат 4.093.000 денари. Висината на договорот е надмината, а цела јавност знае дека ниту една дивоградба не е срушена. Зарем не е корупција што дури и кога немаме снег, се вршат плаќања за чистење снег во вредност од 7.663.000 денари во последните 2 години. Овие факти зборуваат за неуспешна корумпирана локална самоуправа и криминални банди кои од општинската каса си ја финансираат политичката партија. Ваквите закачки водени преку јавноста и на пресконференции меѓу општинското раководство и локалната опозиција во Гостивар не се ништо ново. Може да се очекува и да зачестат со оглед дека ова е година на локални избори, а Гостивар важи како општина за која ќе се води најголемата битка меѓу Алијанса за албанците и ДУИ.